Шtovани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн. Денес интервју ќе направиме со Александар Шапкар, по потекло од Охрид, инаку долгогодишно живее овде во Австралија. Моментално се наоѓа во Обединетото кралство, во Британија, односно во Англија. Интервјуто беше повод дебатата на Лупчо Георгиевски и Гоце Панговски околу античка Македонија, античките македонци, античките грци или грци држави. Александар ги познава тие работи. Еве и во Лондон е во моментот, само заради тие причини да најде повеќе литература, повеќе информации, бидејќи многу е сиромашна историјата околу античките македонци и до ден денес не негираат или демантираат дека ние сме народ со корењи од 46 година наваму и дека Тито нас не направил сите да видиме македонци. Како не направил, тоа е сосема друга тема. Најнапред, Александар, добар ден и добре дојдовте на македонската радио програма. Добро утро од нас тука во Англија. Добар вечер на сите тамо македонци што не слушаат, мислам Австралија, Америка, Канада. И мило ми е што можеме да направиме еден ваков муабет, да ги расчистиме малце работите со глупостите, што тој нашиот што го поддржававме сите на времето и лагите нивни. Така, ајде да започнеме со лагите. Имено грците се познати или елините, тие и него имаат официјално името Грција и спрема уставот тие се Hellenic Republic. И во минатото тие не биле некако, односно уставно правно не го носат името Грција. Од каде го имаат тоа е пак друга тема. Најнапред мене ме интересира да започнеме со Македонија. Почетоците на античка Македонија од кој век пред новата ера датираат? Види, тука е грешката на сите историчари. Јас имам правено многу разговори, муавети, со разни историчари и тука имат незнаење. Мислам, имаме информации, но нема никој точно да каже дека имат информации каде што прв пат се слушат за античка Македонија на времето од Пердикас или Македон, не дека 700-750 БСА пред Исус Христос денек. И тука почвит тој тогаш свет, треба да разбереме дека тој тогаш свет не беше исти менталитет, али исто мислење како сега, и од тогаш почвит некој збор за овие луѓе кои се викале Македон. Демек, не можеме дојме во точни детали и да кажеме да, ние бевме истите луѓе и вака се деси. Никој историчар тоа не ги има докажано. Сакам да почнам од че навезам во тоа доста информација. Таму сакам прво вака. Пак да ги поздравам најве во Австралија и да му кажам вака. Видов еден текст, смешен текст, еден наш во Мелбурн, али Сидне, не знам каде е човеков, за јадење нешто прави, и овиот ке нас му има пишано, па шо зборвиш секој втори збор енглески, зборви македонски. Јас живеам во Македонија сега и да му кажам на нашиве во Австралија, то сега се направи круг. Секој втори збор во Македонија е енглески. Нашиве мангупи одат во Сити Мол на шопинг, а нели памтите кони правеја нас мајтап со нас. И имат Black Friday sale. Така, Демек, така, и сега да се вратиме на историјата. Да, сега вака, слушај, прво за историјава. Треба да се разбери вака. Нема никој да докаже дали едно, дали друго, имаме политичка историја
која е базирана на политички делој, сакам да почнам од тука, дурневаме во антикава, и имаме реална историја која ќе докажува со најдени пари, каде што пише на незе Ицо, али Александар, али Драган, али Мите. И има таа историја која се истражува и по тоа се кажува дека тука живееле луѓе и ова имаме представ дека може да се десило. Политичка историја е, ќе ти кажам сега добар пример. И секој македонец, и за жал, историјата треба да се остае на историчариве, ама историчариве, ние немаме историчари. Имаме луѓе кои имат учено доволно да знаат што имат учено, а не доволно да прашат дали тоа што го учеле е вистина. Тоа е проблемот тоа македонскава интелектуалност. Сега, зошто го велам тоа? Ако оиш назад, ојме назад и отвораш книга, али книги, и Британика енциклопедија во 1900 година пише вака: во ова територија, е преведано од енглески, секој мој да го види тоа и добро за ова интервју ќе направиме за секој да мој ова да го најде, не да имат да идат како нашиот гостин, од негов му текнало, вака било, али читал некоја атинска митологија и го стават тоа за вистина. И тоа мислам да станува збор за Георгиевски, така? Да. Сега, брат. Вака. Во 1900 година, али пред тоа, менталитетот на народот и народностите што живееле во ова територија и надвор од ова територија, и Англија имат ова една Библија, не една, туку 2-3 Библии имат, англиски од 1800-1700 години, и во незе пишет Македонија една голема земја во Балканов. Демек, народот тогаш, мислам беше St. James Bible. Тоа немој да е тоа конкретно, ама мислам дека беше. А можам да ја најдам ако е потrebно. И сега види, Британика енциклопедија пише вака: ова е вистинска историја и ќе ја споредниме сега со политичката историја. Пише вака: во ова територија на отомска Македонија, окупирана територија Македонија, живеат, и ето ти збор по збор ќе ти кажам, a diverse population, including ethnic Macedonians, Serbs, Bulgarians and Greeks, causing significant tension due to the Macedonian question. Сега, брат, политичка историја е кога ќе прочиташ еден документ пред територијава да е делена, демек биле ethnic Macedonians, а после све што ќе прочиташ после 1915 година сме Slav Macedonians. Демек за 15 години ние станавме од етнички македонци на славомакедонци. Зошто? Дека на регионот и на политиката на тамошните сили, тогашните сили, му пасовало да ние да станеме славомакедонијаци. А никој други не е славомакедонијац. Никој други не е славо-русин, туку се само руси, и тогаш влегвиме во политичка историја, каде што историјава е кажвена како што му пасоват на окупитарот. Дали окупитарот, дали на некој му пасоват да каже некоја пропаганда, некоја невистинска теорија за да уништи тој народ како нација, дека не му пасоват македонството во ова време. Сега, треба да почнеме со тоа и да одиме сега како ти прво што пушти на со Гоце Панговски и со овај, таму имам две работи да расчистам тука. Да. Кога бевме на митинг во Сиднеј, јас бев таму со него и беа и многу други. Да не спомнам именувај го по име, бидејќи луѓето не ќе знаат за кој станува збор. Значи на состанок беше со Љупчо Георгиевски, така? Не, јас бев 24 сати таму со него. Јас Така. бев тој што го чував, што го вардев, него, Змејковски и други гости што имавме, и после децава од Мелбурн
не придружија, тие превзедоа за Мелбурн и јас бев во Мелбурн во истото време. Немек, немој никој мене да ми соли памет, што мислел тој тогаш и како мислел. Нели, ти кажа на првата, на снимката, на каде што кажви, антички македонци, Александар и Филип, Да. и сега, моето прашање е ова, дали тој знаеше дека, али мислеше, дека ние се занесуваме и некои неписмени сме никакви, това знаме во што ги имаш ти позадина, и криеше, а како Гоце Панговски што мисли дека не знаел тогаш, туку после го сменал умот, причини за то, ја не можам да одговорам дека не сум на интервју со него. Но ја мислам, не требаше интервјуто да ојде напред, дури не го одговори тој то прашање. Демек, зошто на времето тој на никој не му рече во Австралија, еј, што се занесвите со ова бе, ние не сме ова. Дали тој знаеше на то време дека не се сложи со нас, али не знаеше и поради работи што тој само си знае, го смена умот после од стана премиер. Тоа е првото прашање што Мислам дека Александар, ако јас се сеќавам дека го одговоре тоа прашање и особено зборуваше за битолчани дека биле многу настроени кон античка Македонија, меѓутоа исто така многу југословени нашол овде во Австралија, што беше ноторна лага. Тоа е второто. Тоа е второто. Не го одговори прашањето дали тој знаеше и дали беше со исти ментален статус за дека ние не сме и дека македонскава историја била фалсификована, али не знаеше, не го одговори прво. Второ, во Австралија, наши пријатели, во Австралија, движењето на македонци, едниот е уште жив, другиот, Бог да го прости, од Егејска Македонија не смееше да се врати во Грција, во Австралија никој не беше трбоман. Имаше луѓе, живеевме под Југославија, имаше луѓе кои не сакаат да се мешат, но тите патриоти во Австралија, тите луѓе кои беа замешани во прашањето, беа чисти македонци и едниот македонец, што уште е жив, не сакам да му спомнам името, знаете кој е, не смееше да се врати во Југославија. Не смееше да се врати во Македонија. А другиот, Бог да го прости, Крсте Шкордо, можам да го спомнам, другарот почина, тој не смееше да се врати во Грција. Да, и Ристо Алтин имаше таква пресуда и многу сега, други има, да. Демек, прво, не го одговори прашањето. Дали знаеше, дали не, дека али беше со иста мисла, и зошто ако беше со иста мисла, зошто не му кажа на народот прво? Второ, таа политичка пропаганда дека во Австралија патриотите биле србомани, јас сум жив сведок дека не беше така, поради имаме живи сведоци на тоа. Имаме луѓе што и од Егејска Македонија што дојдоа, се прекрстија и си го почнаа македонизмот. Демек, Еве Мик Ведовски е 102 години, уште е жив. Господ здравје да му дај и Вик убаво што го спомна, и со Вик се знаеме, поздрав ако слушат. Демек, тука е демек тие две точки мораше да ги направиме, и ето ти сега мислам, по мое, тоа е чиста лага, никаква невистина, тоа е митологија, како Грците што шират митологија, кој ќе навлезиме за неколку минути, тоа е тоа. Второ, мислам си да задоволен да завршиме со тоа. Да, пократко и поостро. Е така. Второ, му рече на Гоце дека македонците никој пат во ова денешна Македонија не биле влезени и не управувале, али немале контакт, не знам како го кажа, интервјуто е тука, така? Секој мој да го види тоа. Сега, само ти прочитам нешто и пак, секој мој ова слободно да го види. Само да ти прочитам. Дека важно е со детали
а не со мисли, мои мисли, али од некого што измислил некоја пропаганда. Ео ти вака. The Battle of Aragon Valley, also known as the Battle of Lincus Plain, and another battle in Lunkinsin, were fought between the Illyrians and the Macedonians in the region of Ohrid, Battle of Aragon Valley. 358 години BC. Сега, го знаеме, така. Да, мислам тука ето ти цела карта, но да, сега, имаме тука две детали. Едната битка е направена, али денешна Битола, околу регионот на денешна Битола, и другата е направена околу Охрид, друга Охрид и други места. Сега, како не биле македонците таму, кога последниот и најголемиот крал на илирците, името му е Бардилус, Bardullis, али Birdyllis. Демек тој бил последниот крал што бил поразен од Филип во битката негде околу Охрид. Демек таа информација дека македонците не биле во тој регион, тоа е чиста лага. И ето ти поради овие детали и други детали што имат, тоа е чиста лага. Овие се на картата, Александар, овие се границите на тогашна Македонија, така? Да. Да, и биле нападнати македонците, и ова е голема точка што мора да се направи. Македонците биле нападнати од илирски племена од регионот на Пустец, Охрид, друга тиве делој околу Охрид, околу езерово Охрид, нагоре кон Битола, нашиве племена биле нападнати, секој пат нападвати од илирите. Атински историчари, не верам грчки и хелени, дека тие детали ја нигдека не ги имам сретнато 30 години читање историја, биле нападнати од овие покрај писатели на Атина, и македонците не можеле да кренет глава, дури не ги поразиле овие племена. И тогаш се клавет овие денешни граници, што беа клаени пред да се смене до 1913. Да, еве и овде можеме да покажеме Охрид и Охридското езеро е тука, значи тука некаде се одвивала што е стрелката, нели? Да, тука имало една голема битка меѓу илирците и другата битка била кон Битола. Демек тоа е во светска позната фактуална, вистинска историја, не политичка историја. Демек тука имало две битки. Сега, прашањето на Георгиевски е кој се борел таму? Тука кажуват Филип. Така, тука кажуват Филип и татко му од Филип. И брат му од Филип. Татко му, како се вика, Аминта, нели? Да, тие беа со брат му отепани во една од првите битки, кога македонците изгубиле од Илириве и избегале назад кон Битола и нагоре. Така, сега ние имаме тука антички македонци кои го дале живото за таа територија, и овај мене ќе ми кажи што појма немат. Јас искрено мислев дека човекот многу повеќе знае за историја. Тој знае политичката историја, кој секој мој да ја види и да рече, па ево, по моје мислам вака. Види сега. Добар детал е овај. Имаше битка која се вика Пелиум. Таа битка Пелиум, која година? Таа битка негдека после 2-3 години од Александар, мислам беше 19-20 години,
Годината не можам да ја најдам моментално точно да ти ја кажам. Знам од прилика, ама да не зборам одум. Битката се вика The Battle of Ilium. 358 година пред новата ера. Да, Пелиум. P-E-L-L-U-M. Пелиум. Битката од Пелиум ќе ти прочитам. The precise location is uncertain, but it was traditionally located in Illyria near the Tanganon Pass on the border with Macedonia. Сега, тој Тангаnon Pass, немам карта, ама можам да објаснам, дека имам видено карта, тој околу што е денеска Битола, кон Охрид и назад се враќат, и идат денеска што е Грција, и ојт околу што е Албанија и се враќа назад кон Охридсково езеро. Тоа е the Pendulum Pass. Сега, Александар тука имал битка со илирците, и сега немојме да речеме да Александар никој пат не се борил за ова територија. Најде ти нешто, гледам дека пушташ. Така. Сега, Pendulum Pass, не можам го да видам, но Pendulum Pass е горе од денеска што е овие македонски села што се во Албанија и одат околу назад во Македонија, кон Битола и идат назад кон Егејска Македонија, денешна Грција. Демек, само да направиме една мала точка. Сега вака. Демек, прво, македонците во Австралија никој пат не беа србомани, се бореа за самостална Македонија. Второ, тие работи што се кажуват како политичка историја мора да се игнорираат. Така, и трето дека никој пат не одговори на прашањето дали знаеше, дали не. Направи муабет со Гоце дека никој пат македонциве не биле влезени во овој дел во Македонија. Ето ти детали и информација дека двете битки тие се едни од две најпознати битки. Демек македонците не можеле да кренат глава од илирциве за да одат кон Перзија, кон Мала Азија, пред да ги потопет, али да ги победат на илирците. Тоа е веќе докажен историски факт. И кој ќе рече некој тие битки никој пат не биле, тоа е смешно, тоа е глупо и смешно. Јас сакам да те прашам околу разликите помеѓу Македонија како кралство и еве овде ќе се овие градови, држави, тука е една Коринт, тука е Спарта со зеленото, а Тина е ова со розево и во сино е Теба. Сега, добро, видиш, тие не се држави, тие се градови, нели? Да, градови, и ако видиш на десната страна, денешна Турција, таму имаше исти такви градови, едниот се викаше Лидија, имаше неколку други таму, и таму беа така. Еве го Лидија. Така. Не можам да видам, ама имам доста информација, имам читав, но не можам да видам сега, ама имат и други така исто градови, таму имаше крал на Лидија, ме разбираш? Ама то не беше Турција, али то не беше кралство, тоа беше нивно кралство. Исто како во другава страна сега, каде што е денешна Грција, имаше такви исти. Сега, тоа прашање е многу добро прашање, Ицо, дека морат тоа прашање историскиот свет и историчариве еднушка да го разберат и еднушка да разберат што е проблемот. Кога ќе речиш античките Грци, ќе го одговорам тоа, разликата за градовите, нема да заборам, и имам неколку информации тука истајано. Кога ќе речиш дека the ancient е ова е. И сега одум, не е ова, јас што имам читано, и ова мој секој донет. Macedоnia was a province of ancient Greece. Демек, тоа е политички, тоа е зборови, многу опасни зборови за историја,
вистинска историја. Што? Да. Никогаш не била провинција на Грција, Македонија. Да, ама слушај сега, треба да разбериме вака. Некој тука каде што бев завчера, понезавчера, Шкотска, во Кардиф, тамо, во овие места, ним не ги интересират и немат време тие да видат во детали. Тој ќе слушне и за него, кој ќе речиш така по енглешки, значи ова. Имало некоја држава, имало некое место, Грција, да, како сега што имат, тие имале дали кралство, дали држава, и тие биле главатори на овие други мали провинции. Сега, зато со Гоце секој пат се расправам. Кој ќе се прави муабет за Лидија во денеска што е Турција, правиме муабет за кралството Лидија. Не е споменуваме Турција, не е споменуваме Перзија, не е споменуваме Отомската империја, дека кралот на Лидија, денеска што е негде околу Измир, тој не му било јасно него што значи Отомска империја, али што значи Турција, али што значи Перзија. Знаел дека Перзија имавме крал тогаш, Сирус, тогаш беше Сирус the Great, пред да превземе. Веќе да не навлегвам во тие работи, пред да навлезе Дериус, кој беше за нас важен, дека битките со Александар беа со Дериус. Демек, кога ќе речиме, да седиме на прашање во што го праша, кога ќе речиме дека зошто е многу важно да употребиме точна терминологија, демек, во античко време атинците ти беа атинци. Имат еден поем, еден говор што Плато го даде за Сократис. И викат 20-30 пати спомнат. О Athenians, о Athenians, о атинци, о атинци. Не викат о Хелени, али не викат о Грци. Зошто? Дека него Грција, али Елада, како што сакат сега да каже, не било термин за ним. Тие можете имале некое заедничко мислење дека е поблиску до спартијанците, али други. Имале тие некоја културна веза. Демек, разликата, ојме директно на прашањето сега, што го праша, разликата меѓу македонците и атинците и другиве градови била дека Македонија беше кралство. Так. Македонија беше кралство. А за атинците, некој што не знаеше да пишат и да читат и да ја прати таа култура, што тие имаја, демек култура, тие беа барбари, барбаријанс. Тоа исто значеше и за римјаните. Значи, атинјаните, македонците ги викаа варвари, нели? Да, сега, како можеме да дојме до заклучок? Овака, ќе ојме на денешни грчки писатели и ево ти една точка. Имам една запишено, другата е нема. Првата точка е ова. Имат случај каде што перзијанциве одат на состанок во што викаат Macedonian Royal Court. И овие во Атина му викаат зите, овие македонциве не го мешат виното со вода, туку го пият чисто и имат смешни чаши, што не може да ја остеш намаста, мора да ги спиеш па донеш. Викаат ќе те опијане and I will take advantage of you. Сега, кој човек велит за еден за други, ако беше исти, демек овие други, демек ги рачунале по збороите на тој атинјецот, али шо бил, тие го рачунале овој народ други. Сега, тоа е еден пример, има тука неколку работи што мојта е на моја страна, мојта не е на моја. Од каде ти се овие извори, од каде ти се овие информации? Извори се сите од атински писатели, брат. И сега ќе ти даме на друга една информација што имам за пишење. Да одам. Вака. Филип се враќат од битка. Ова е многу главна точка. И мислам едни од писателиве атински, не знам дали тука се спомнат,
Имам толку прочитано, имам забораено. Кога Филип се врати во Пела, ќе прочитам по енглески малце. When Philip returned to Pella, he fell in love and married Cleopatra Eusebius in 338 BC, the niece of the general Attalus, еден од генерали. Сега, да не продолжувам да ќе објаснам, само тука е то запишано, види се. Еден од генералите, ќе го најдам да го спомнам, дека знам сакате такви детали, еден од генералите кој се опијано, му рекол пред Александар, му рекол, мислам тој беше Вујко Аталус, му рекол, слушај, сега зеде чиста македонка и сега можеш да имаш чист македонски крал. Александар Станвит, то негови двајца другари, и одет Камерата подисправија малку, ето така. Да, проба да ти најдам некои мали детали. Деми ќе ти кажам, да не читам. Александар ојд во Епирус. Мајка му откаде што беше, таму имаше крал на Епирус. Денеска Епирус се наоѓа меѓу Албанија, малку може Македонија, а појчето Грција и Албанија. Јанина каде што. Така, сега. Александар ој таму. Вика, шо сум јас, копиле сум. Со такви зборови, има неколку преводи, но сите историчари на времето, овај случај, шо ни кажви то, шо Георгиевски немој во та глата негва да размени. Македонците имале чувство, македонците имале знаење, дека тие се македонци, дека барале кралов со Клеопатра што е зел од генералов женава, да има други син, за да имаме чисто крвен македонец, да не бил пола-пола. Ете, самото од атински писатели и од други писатели на времето ти кажвит дека македонциве имале чувство дека се македонци, не се како ним. Сега, политичката историја е ова. Тие се само два дела, има многу. Ајде ќе ги спомнам на брзина. Другото е кога се Александар, мислам, да, Демостин беше, Демостинс прави пропаганда дека Александар бил отепан на патот, на патот кон Азија, и мислам беше Thebes, не сум сигурен, мислам беше Теба, каде што прават револт, те радвет, кралот е убав, дај да се ослободиме од овие тирани, така, и Александар пушта назад, да наречам Чета, цел Гарасон, ги пушта назад, и го горе цел град. Тоа е една од најпознатите антички работи што се десени во тоа време. Кој народ се радвит на нивниот крал толку голем, кој народ се радвит на нивниот крал, ако го отепале некој. И тука се кажви, демек, тој не бил нивни. Зато тие се радвеле, и мислам филозофот се викаше Пиндрус, не сум сигурен, тој беше поет. И Александар наредил само кујчата негва да не се изгуби. Така некако од 30-40 години што читам. И тоа е од детали од атински писатели. Добро, околу борбата на Херонеја, зошто е дојдено до тоа? Ако биле еден народ, истина. Ако биле еден народ, атинците ги молет. Атинци, тоа е друга точка, ето. И дека има многу, ајде, и тепниме на таа. Замина надолу ти, е прескок на битката на Херонеја. Да, сега, да. Битката, атинциве одвај собраја доста храброст и ги убедија на спартијанците и на други да се здружат, да ги победеле
како што пишет во некои книги што имам читано, to free themselves from the barbarian yoke. Демек да се ослободат од ним. Ацо ме буниш тука. Битката на Хераноја тогаш за прв пат ги победува, тој не можат тие да се ослободат кога не се покорени. Битката е 338 година. Чеки да збориме за истата битка. Битката кога се собраја атинциве и перзијанците против Филип. Не, атињаните, спартанците, сите кои се способни. Таа битка, за не се прамува битка. Не се буна. Таа битка беше кога тие, нели сега има тамо споменик, глав споменик на пред тој теран, имат споменик. Тега клаено. Кога ги победија Филип, кога ги победи, тогаш беше случајот каде за малце Филип ќе беше отепан. Кога ги победија, мислам дека беше Тимостенц, му ги опитаја на македонците дали моиме да ги закопаме. Македонците му рекоа не, нака миристе дури небото да ги миристе. Тоа овие зборови. Таа беше за мртвите тела не дозволија да се погребаат. Така брат, така. Види сега. Тоа е друга точка, ама имат и многу случаеви, например, кога Аристотел на Александар му викат зошто Александар мора да учи во Македонија, имат атински писатели, каде пишат дека Аристотел му реков, синко, тука има многу душмани. Демек, ме разбираш, тоа е, има многу. Аристотел имаш пронајдено дека е македонец или е дека атињанин шо бил? Види, ако ти си роден во Македонија, така, ако си роден, деталите околу тука имат информации дека роден во Македонија, па зато ги учил во Македонија. Дали се чувствувал македонец, дали не, немам пронајдено. Да речам дека имам, тоа е грешка, и види што е друга работа. Исто како што пише за биткава на Пелиум, точната информација не е знаеме. Темек, можеме да препоставиме некои работи, а да не направиме глупости сега да кажеме дека како што прават многу луѓе, да не ојме на тој пат, дека тоа е погрешна историја, тогаш и јас би правил политичка историја. Демек, морат да се држиме на вистината. Да, кои се другите разлики од македонците со грчките градови, со држави? Ние имавме кралство, атинците на времето не сакаја кралој, туку ти сакаја демократија, таа демократија, и кои што сакат моите да читат, зошто беше го опитаја на Сократис да само се отрујат, зошто се отруи, дека му рекоа таа демократија што е шири тој, не работат. Не разбираш, демек секој мој тоа да го прочита, да не навлегвам во тоа. Разликата беше дека македонците имаја крал и кралица. Ние бевме кралство. Ние бевме првата држава во Балканов, во Европа, речи како што ќе речеш, така? Ние бевме кралство. Така? А тие не беа кралство, тие немаја територија која се нарекуваше Хелас, али United Hellas, али Мелас, тука ето ти, ако скокнеш малце неколку години кои ќе скокнам, ако сакаш да продолжиме, имаме информација каде што и секој мој да читат, во секоја Библија пишет и Свети Поле спомнит тамо Акија. Демек, имината тука се сменуваја, тие немаја. Ние имавме едно имено, ќе кажам на крајот за тоа, да влеземе во реалноста на историјава. Демек, разликите се многу големи меѓу тогашните македонци и најважно за нас, добро сега што ме подсети, најважно за нас како македонци да сватиме ово. Ево ти ќе признаеме дека не сме ние, пример, не сме ние тие македонци како што беа, како што сме ние. Ајде ќе го признаеме тоа. Само поради да логикава да ја кажем.
Ако тоа е вистина, тогаш ние мора пак да ја бркаме вистинава и доказот е дека тие не биле никакви хелени, не биле никако споени со ним, и ако сите исчезнале, ама не биле како ним. Сега, прашањето тоа што би да се сврти вака. Историско прашање. Македонците тогашни исчезнале. Илирците тогаш, илирците антички илирци и македонци. Што имаме тука докази од тие историчари, најглавни историчари, светски историчари, за овие две битки. Тие луѓе што се бореле во овие битки, исчезнале. Добро е, Тупчо, добро е, професор тој. Вие да ни кажете нас, како атинците што беа поразени од овие две племина, останале живи, а тогашните македонци и тогашните илири исчезнале. Демек, овие народи што живеат во денеска во Албанија не може да се илирци, ние македонците не можеме да сме македонци, дека сите сме исчезнале, а албанциве сите до еден биле донесени, македонциве сите до еден биле донесени. Ево ви докази, ево ви ово, добро, ајде, ќе прифатиме. И ние и албанците и сите ќе прифатиме, ајде, пример. Кажите вие како вие останавте од античко време до 5-6 зимина менвење, под робство 2000 години, останавте чисти атинци. И денеска, модерниве античките атинци, денеска се грци. Спартанци. Ќе ве замолам да ми го објасните тоа прво, пред да продолжи ова интервју. Доктор тој и тој, али Лупчо, али кој. Објасни го тоа, како останале само тие. Демек, овие глупости со ова политичка историја не држи никаква вода. Ова е, демек, и сега ево ти, и да ги спомнам и албанците, и албанците почват сега со некоја историја, и грциве му викат, вие немате право на територија. А демек, само грците имат право, и во Турција, кој ќе се нешто македонско, тие викат, тоа е еленско, тоа е грчко. Демек, тие го заробија зборот елени, али стари грци, и со тоа една модерна држава сега, така цела античка историја да ја превземе. Сега, ако некој слуша, што е доктор на наука, али професор во Оксфорд Университи, јас лично од моје име и на сиве македонци, за антикава, му давам ова дебата, ова шанса, овај шанс. Нака некој докажи дека кралот Филип, таткото на Александар, се чувствувал македонец и ништо македонец, така докажи. Јазикот вика дека Александар што зборувал грчкиот јазик. Да, Александар зборувал грчкиот јазик. Па тогаш енглезиве зборвет нормади, Френч нормади. Енглескиот јазик баш сега правев јас со едни муабет тука и правевме некој муабет околу енглескиот јазик, дека знам дека ова секој од грчиве и како Лупчо ќе го истајат на целот да докаже дека ние не сме тие македонци. Language во историјава на languages, во a study of linguistics, имаме на книга јас во Охрид, language is ever changing. Јазикот се секој пат смени. Денешниот грчки со античкиот атински не може да се разбере. Сега, енглескиот јазик е направен кога дојдоа французи од регионот Нормади. Дали Александар македонски зборувал грчки или зборувал македонски? Сам тоа на тоа да се задржиме. Добро. Како зборувале Александар, така? Да. Бидејќи некои информации кажуваат дека тој
зборувал, командувал на грчки, а некои викаат дека командата била на македонски, а пак се ширала еленската култура, така некако. Не... Многу лесно прашање, многу лесен одговор, брат. А македонците не биле неми и глуви за да го завземет тогашниот свет. Фактот дека културно, како англиски што е сега, како ја што комуницирам тука во Great Britain англиски, јас зборувам англиски. Јас сум етнички македонец. Јас зборувам англиски. И јас ако речем јас сум горд дека сум роден, пример, ако бев во Англија, и јас сум горд да сум англичанец, тоа не значи дека ја не сум од родители што биле етнички македонци. Александар зборувал на македонски, тој македонски јазик ќе дојде то видело за години ако дојде некоја демократија, тој македонски јазик тие си го зборувале и Александар исто учел овај другиот јазик што правеле муавет. И ако ја видиш денеска кирилицата, ако видиш другите работи, имаме многу слично со грциве што пише денеска и ние. Зошто? Многу луѓе исто се бунет, ќе се вратам на јазикот од Александар, две вистински случаи каде се десени и знам што те интересира. Но за јазиков, например, сега ние кога ќе правиме муабет за светски јазици, цела Саут Африка зборви шпански, ама не се шпанци. Така? Да. Демек цел Бразил, цел Косторико, Мосторико, некој тамо Чиле, Миле, тие сите шпанци се. Бразил португалски зборува. Така, ама пример, и има многу во Саут Америка, повеќе од пола Саут Америка зборви шпански. Да заокружиме околу целта и сакам Целта е ова. Целта е ова. Александар му послушајме 10 минути сакам да посветиме со англиски, на англиски јазик да го кажеш. I would like to end the interview in English. Okay. Explanation about ancient Macedonia. Okay. We've got young Macedonians. They don't understand properly Macedonian. So, and other people who are not Macedonians. Okay. Can I just answer in Macedonian the previous question? Имаше две точки. Едната точка е ова. Александар мисли дека ќе бидат нападнати од некои перзијанци во кралство Македонско и му дава наредба и му викат на еден од војниците, му викат на еден помош што атинциве што биле тука не разбрале дека Александар мислел ќе биде нападнат. Тоа е пишано од атинци. Демек тие не разбрале Александар што рекол. Кога му давал наредба на војнициве, тие главните војници што биле напред, му давал по македонски. И неколку пати му рекол сакате да ви се обратам по наши, али сакате за сиве да не разбере. Демек тоа е позната литература, секој мој да ја прочита, да не навлегвам во глупи детали. Демек и логично е дека македонците си имале јазик. Секој мој да ојде во ова, така? History, чојме ако сакаш по англиски. History of life. Like just a short summary of ancient Macedonia and the differences between Macedonians and the Greeks at the time. Okay, short summary. Taka. Yes, as far as the language is concerned, I'll just explain that in Macedonian. As far as the language is concerned, look up, if you're a young Macedonian, look up the history of fly fishing. On there, there's a Roman historian. I think it's his name starts with an A. I can't remember exactly now, or Aureus or something. But anyway, look up the history of ancient of fly fishing, and it will come up. And it says, witnessing two Macedonians fishing on the river Axis. The river Axis is today the river Vardar.
Okay? So the question is, how did those Macedonians speak? What were they, dumb and deaf? They spoke. And why is the Roman historian, right? If they were not Macedonian, if he didn't know they were Macedonian, if he didn't know that they spoke Macedonian, how did and why did he say Macedonian? So logically, it tells you that the history of what is today about Macedonia What about the is falsified. society, the Macedonian society and the Greek city-states? Kako? The Macedonian society at the time, so Alexander the Great or his father Philip, what was the society, the government? Well, they were a kingship. There was a kingdom, right? There was no, look, everything else that you read about is falsified, lied for political or financial gain. There's no real history. There's about 70% of Macedonian history we don't even know yet, and we have to research. But we have to research it without saying that in 1900, there was ethnic Macedonians living there, and in 1915, they all became Slav. Well, we have to ask the question, how did they become Slav in 15 years? Right? This is the hypocrisy of politicized history as far as Macedonia is concerned. Right now, the other question is this. We've got evidence. Everybody knows that we've got all the evidence in the world, right? But the question is this. How is it possible for a people to fight and defend and die for the name Macedonia, a name that we carry for over 7,000 years, yet all the other countries around us have changed their name 50 times and now are going back to an ancient name, and they're allowed, but we as Macedonians who kept our name, our flag, our traditions, right? How is it possible? Well, I'll tell you how it's possible. There was a situation where a Macedonian father living in Greece was teaching his kids, and it's on YouTube, you can look it up, that we're Greek, we're Greek, we're Greek, we're Greek. And on his dying bed, he said, kids, I have to tell you, we're Macedonian. Well, that's the way the Macedonians did it right through history, right through. Now, do you want me to go back and summarize in English? Yep. Okay, no problems. Your interview with Mr. Georgievsky and Gocet Pangoski started off with you asking whether or not at the meetings that he had in Sydney, he knew, and why did he say ancient Macedonia, ancient Philip and Alexander and so forth, right? He claimed, or he tried to answer, but he tried to avoid the answer. And we brought some facts in that he either knew or he didn't know, and he changed his attitude later. Then we went on to, he claimed that Philip and Alexander never fought or never had anything to do with the territory, what is today Macedonia. We spoke about the two battles that happened in what is today Ohrid and Bitola. We covered that, and that information can be found under those names. And we also spoke about the Battle of Pelium, which Alexander fought in what is today Albania and Macedonia. So his claims that the ancient Macedonians never fought or never were in any way involved in the territory that is today Macedonia is total rubbish and a lie. Okay, that's total. And we spoke about the difference between politicized history, which we mentioned in 1900, how the Britannica Encyclopedia mentions that there was ethnic Macedonians living on this territory with Serbs, Greeks, and Bulgarians and others, but there was ethnic Macedonians, and how in 15 years they become Slav Macedonians. So when you read history, it is interesting what you're saying, that Macedonians kept the name for thousands and thousands of years, but the other peoples they didn't survive.
Well, the question has to be asked, why? And the question has to be asked, how is it that the ancient Macedonians all disappeared and the ancient Illyrians disappeared and only the ancient Athenians survived? Then Well, how is that possible? How did that happen? So before we get into debates of nonsense, we need to understand, and we need, as people who are interested in history, as people who want to tell the truth about Macedonia, we have to ask the question. Please answer the following question. Like I said about your guest, one Georgios. of the definition Macedonians are Greeks. Elas, Elas, Macedonia. Well, look, you know, we've got people, Mm. unfortunately, as I mentioned about the father who taught his kids that they were Greek and on his dying bed had to admit that they weren't. There's a lot of Macedonians that were Yugoslav. They were taught that way. They were scared. And the same thing happened in the Aegean part. Now, Bulgarian Macedonians, Greek Macedonians, Slav Macedonians, Yugoslav Such a Macedonians, definition, Greek Macedonians? right? They claim all these terms. So with them doing that, it proves that there's real Macedonians. Because why would you spend millions and millions of dollars to prove that someone is Greek Macedonian if they were Greek Macedonian? By what they mean by Greek, what they're trying to do. One can be only, say, Greek or Macedonian can be. Oh, you're either a cat or you're a dog. You're either a cat or a dog. You can't be both. But so what they're trying to do is they're trying to politicize that terminology and basically are saying that, yes, we're Macedonian because we live on the territory that is called Macedonia, but we're really Greek. Okay? So that's the political aspect of what they're trying to do, because they know the real history. The Greek nation are not stupid. They have occupied 51% of Macedonia. Listen, the Greek nation is not stupid. Mm. They know. Now, the other thing that everybody avoids, and you said you've got other, I'll just change a little bit. You've got young people that listen that are Macedonian. There's a series of books which you can get your hands on if you're interested in history. And mind you, you've got to read between the lines that anything written after the division of Macedonia will have Slav Macedonian, whatever, political terminologies to explain that, yes, but the three books are the first, second, and third war between Macedonia and Rome. And the first war is 215 to 205 BC. The second war is 200 to 196 BC. And the third war is 172 to 168 BC. Right, yeah. Now, there was a 47-year war between Macedon and the Romans, because the Romans couldn't. Macedon the fifth or the fourth? Dimitri the fifth, yes, but that's later, because what the Romans did, if you read these books, what the Romans did was they then divided Macedonia in four. Yeah, I've got just general knowledge about No, that's fine. That's fine. So that's some information about young people that want to read, and the question then has to be asked: who was this war between? 47 years, Macedon and Rome. Why Macedon? Why not between Hellas and Rome? No, well, why not between the Athens? No, and why not? Or the Corinthian, or the hang on. Spartanians. Yes, it's so. And the question is, why not Italy against Greece? Mm. Why in England, up the road from where I am, there's a road called Roman Road, no Italian road? Why is there Persian? Why is there Persian? Why is there not Iran or Iraq or Syria? It all came under the Persian Empire. So why do we always say the Persian Empire? Why do we always say the Roman Empire?
Why don't we say Italy? Because there was no Italy. There's if you've got young viewers, there's a book. I think it's Historical Events of the 20th Century or 19th Century. It's by Garibaldi, and basically says between so and so year in the 1800s, there was no place called Italy. The Italian, they write it themselves, and he says that before they formed Italy, they were begging Calabria and Sicilia to join the Union. This is history of the Italians. Right now, if you are young and you can do research, there's also an Italian author. And I forget, at the moment, I can't get his name, but he wrote a book. It's called The Macedonian Woman. Right now, the interesting part about this book is this, that the Serbs, this is during, I think he was stationed somewhere in Italy. The Serbs took him to Macedonia. What year? Do you remember what? When? Mate, when the king of Serbia was around. Maybe 20s, 30s, I'm not sure, but I've got the book. I can look it up. This is just because you mentioned you got young. Are you talking about the recent history, yeah? Yeah, that's right. So if you look up, but this is what I'm trying to say by politicized history. You have to clarify when you talk about the recent history and you talk about the medieval. Okay. You have to clarify that for the listeners. This is now going again to show how politicized history works, right? The book is called The Macedonian Woman, and as soon as you look it up, it'll come up dates, name on author, and everything else. And this is the interesting part about it. The Serbs were telling this author that these people were just backward farmers and they were Serbian. But he noticed, because there was a Macedonian woman cooking for him, and he noticed the difference between the hospitality and the attitude of the people. And then after the war, I think, it's in the book, he goes back to Macedonia and decides to write. He's written a few books. So that's an interesting book for it's very light reading and very interesting reading. So that's the political, this is what I'm trying to say by politicized history. In conclusion, can you cite the differences between the ancient Greeks and Macedonians? I'm interested to hear some information about that, and then we're gonna conclude the interview. Right. The main difference is that you need to first of all read a lot of literature, especially people like Dr. Boza, and read also Hammett and Griffith, who are pro-Greek writers, but there's enough information in there for you to realize, well, hang on a minute, this doesn't make sense. So the difference is very obvious. The ancient cities were occupied by the kingdom of Macedon under Philip and Alexander. Yep. They were occupied till Rome, and then they were occupied by the Romans. In between that occupation, we have the burning of Thebes and other cities. We have the fact that Demosthenes, and look, when Demosthenes says, I've tried to contact every historical institution and ask, when Demosthenes said the following words, he's not a Greek or a relation, but a cursed wretch from Macedonia, my question to the universities and the scholars is, he couldn't have said Greek because the word Greek was not known to him. So didn't exist, yeah. And do you know that they can't give me an answer? Okay, so we have information that from the horse's mouth, the difference between the ancient Macedonians and the ancient Athenians is that Macedonia was a kingdom, right? Demosthenes, the greatest orator, one of my favorite Athenian orators, clearly states he was not one of them, right? Oh, I mean, they bring in that, oh yeah, but Alexander the First wanted to be in the Olympics
you get this argument, therefore he had to prove that he was Greek. How could he prove that he was Greek? Because nobody, what was he proving? That he was Athenian? And this is the problem between using the word Greek or the Hellenes. It gives them like there was such a, no, there wasn't such a thing. So what was Alexander trying to prove? Alexander the First. What was he trying to prove? That he was Athenian? And why, in the writings of the historians, of the ancient historians, we have the Philophene, which means friend. So how could someone that's yours, your same heritage, same culture and thing, how could he be a friend? So that's the difference, that we've got Demosthenes, we've got the burning of Thebes, we've got the fact that Macedonia was a kingdom. We had a king and we had a queen, and the Athenians were totally against king and queen or anything else except their version of democracy. So when people... Few more sentences, and then I think we're going to come to the end of this interview. Do you think the European Union or Europe is afraid of the Macedonian civilization? No, I don't think they're afraid of the Macedonian civilization at all. I think what they're afraid of is, as it says in most of the literature I've got here in front of me, the Macedonian question was one of the biggest factor of stability in Europe, because they all wanted part of Macedonia. The territory of Macedonia, we know what it was. It was politically divided. It's there under the Bucharest Treaty, 1913, 13th of August to be precise, 1913. I'm pretty sure that's the date. And Europe doesn't want to. Europe works. Look what happened to Trump, right? Europe works similar to that, right? They're not interested in us. We're just small fish. They just want, if you're not going to fight for it, they say, okay, look, if you accept a new name and there's going to be peace, oh, look, just let it be. Who cares? Well, you don't care because it's not yours, right? So Europe is just not interested in us. I don't think they're afraid. I think they just want peace and stability. And it's up to us as Macedonians to draw the line and say, is enough, is enough. And the biggest thing that we have to ask ourselves as Macedonians is this: why? This is the question. We can finish with this if you want. Why have we got a problem with Greece, with Bulgaria, and with everyone else? Why have we got the problem? I'll tell you why we have the problem. We have the problem because of the history that we spoke about, Iso. That's the problem. If you look at it, the modern Greek nation wanted our government to sign everything that's found is Hellenic or Greek. The Macedonians have to come to terms with the reality. If you want to prosper, if you want your economy to be good, if you want your children to have a job in Ohrid, in Bitola, in Prilep, in Skopje, if you want prosperity for Macedonia, you need to solve the problem with history. And we need to tell the world, we are Macedonian, we're not Slav, we're not Greek, we're not Bulgarian. Enough is enough. Enough is enough. Enough of the bullshit. We're not interested. They successfully changed the continuation of few millenniums of the nine Macedonia. Well, no, they can't change nothing. Look, they thought. Yes, they have changed. It is called North Macedonia. Yeah, we were called former Yugoslav Republic. Now we're called North Macedonia. There's a lot of people in the world, a lot of nations in the world. One of them in Turkey. I get on really well with Turkey and the Turkish government. I think, as far as Macedonia is concerned, they've done okay. But they've got minorities there that haven't got a country. Nobody can change them, and they'll remain the same. We've got Israel, for example, was never a country. They formed once. This is what the Macedonian people must realize. Once you know your history, once you know your roots, once you know who you are, you can make a country. But when you don't know who you are
and where you're from, you can lose a country. They're my words, and I believe in them. And I want to finish with that. Сметам дека потрошивме доста време, еве 1 сат и нешто. Од Британија ти рече дека ќе одиш и во Португалија, повторно потрага за литература, за информации за Македонија. Малце уживанција и малце тоно. Имате на еден музеј во Шпанија, што би сакал ако имам шанса да одам тамо, имате на слика од кралството на Шпанија, каде што чисто јасно и чисто кажи, мислам 16 век кажи Македонија. Мојте да ја најдете на YouTube. Добро, На Facebook. благодарам многу за времето, за објаснувањето и на македонски, на англиски, и се надевам дека направивме добро интервју со добри информации и, како што рече, ако имаме подобро знаење и познавање на сопствената историја, никој не ни може ништо. Вистина. Поздрав, брат, благодарам за све и пак ќе речам на сите во Австралија ве поздравјам многу и можда ако имам шанса ако ќе одам во Охрица и уште малце ќе направам нешто каде што ќе снимам нешто каде што е ова бе Black Friday, одам во мини маркет, некој збор и секој втори збор му е енглески. Се смееја со нас. И ние малце се насмееме со нив.